Годините поминати на планинските масиви, убавината која ја нудат непознатите предели, флората и фауната која како богатство останува на шара, се вистински предизвик за планинарите да поминат крај нив, но и да ги овековечат. Со фотоапаратот Јован Божиновски, како председател на планинарскиот клуб Љуботен, години наназад ги открива шарпланинските убавини, неколку стотини фотографии, а 60 избрани за неговата изложба. Со секој чекор на планина добива човек нова инспирација која што мене ме натера да ги направам овие фотографии и да ги пренесам на оваа изложба тука во градов, за да ги видат луѓето кои што не биле горе, па нели во некој случај да размислат да доаѓаат со планинарскиот клуб Љуботен и да ги посетат овие места, затоа што навистина фотографите се аматерски, но навистина има што да се види горе и мислам дека во моментов тука на изложбата ќе видат што се има на Шарпланина. Проектот промоција на природните вредности на Шарпланина преку едукација за животната средина и вклучување на засегнатите страни заеднички го реализираа Планинарскиот клуб Љуботен и Македонското еколошко друштво. Планинарскиот клуб Љуботен е еден од ретките клубови, не само во Тетово, пошироко, што успева континуирано да ангажира своето членство и да привлекува млади луѓе што одат по планините, на тој начин всадувајќи им љубов кон планината, а преку тоа и љубов кон животната средина. Па оттаму мислам дека, ето како заклучок на прашањето одговор, дека нашиве друштва одделно се ангажираат и мислам дека прилично успеваат да ја популаризираат заштитата на природата и љубовта кон планините. И не само одделно, туку и заедно, работејќи на заеднички проекти, уште повеќе се трудат и успеваат да ја постигнат таа цел. Шарпланина Монтес Анима Меа со своите 60 фотографии го мамат погледот на секој наблюдувач, дури и на оние кои никогаш не стапнале на планината. Историски и културолошки нуди своји вредности. Шарпланина е инспирација на огромен број на планинари, на научници, на уметници и на фотографи. И Шарпланина низ историските извори во објавените книги ја среќаваме многу одамна, но поинтензивно почнува да се пишува од почетокот на 19. век, кога се овозможува на одредени патеписци за прв пат од Западна Европа да ги посетат овие предели. Така што Шарпланина е вечна инспирација и таа е едноставно нешто што не може да се исцрпи. Не е доволен еден живот на еден човек за да може да ја запознае целосно. Тоа е мојот впечаток, бидејќи секогаш открива нешто ново. Затоа и Шарпланина и секогаш она е шарена и неодолива, но и секогаш има тајни во себе кои секогаш не ги нуди на секое нејзино посетување. Изложбата на фотографии инспирирани од флората и фауната на Шарпланина, видени низ објективот на Јован Божиновски во салата на Музичкото училиште, ќе биде поставена до 15 декември.